Ќе издвоиме неколку случаи кои што беа поалармантни. Во Кисела вода од страна на лице беше пријавено дека добило закани по телефон со зборовите бери памет. Гласачи кои што се читаат, имињата на гласачите кои што се читале на глас се забележани во Прилеп, во Богданци и во Куманово. На повеќе места не е пријавено дека има повторен проблем со бришењето на фломастерот, кој што се става при гласањето. Значи имаме во центар, во Прилеп такви случаи. Граѓани пријавуваат дека дури со обична вода може да го избришат фломастерот. Во Супиште е забележено семејно гласање, односно маж гласал за две жени. Во Шуто Оризар имаме проблем исто како и претходниот пат, за кој што посетуваме и фотографии кои што ќе бидат објавени на нашата веб страница подоцна. Се разнесуваат гласачи со обележани нумерирани возила. Во Кичево група партиски активисти се забележани како водат евиденција пред објектите за гласање. Во аеродром и во Газивава забележани се колони од по 20 возила кои што биле полни со гласачи, што значи организирано носење на гласачите. Забележано е во Струмица подкуп на гласачи, односно според она што ни е пријавено, досега подкупот е 500 денари глас за парламентарни избори. Дел од наблюдувачите се обидале ова да го фотографираат, но по реакција на избирачкото место снимката морала да биде избришана. Во Кисела вода е фатен гласач како го слика гласачкото ливче. Тој бил гласот е поништен и било реагирано од страна на полицијата.